Почитувани медиуми, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници, почитуван подпредседател. Подолг период не сум застанал на оваа говорница, од многу разбирливи причини, за мене лично. Денес сакам да проговорам малку за она од каде доаѓам јас. Доаѓам од сферата на културата. Многу мина од вас ќе си кажат, да, многу се зборуваш овие денови околу распределбата на средства во Министерството за култура, но нема да зборувам точно за тоа. Министерството за култура така размислувало, така направило. Исто така знам дека погодувачка нема, секогаш некој ќе биде незадоволен, но она што е во овој момент карактеристично е навистина недобрата распределба на финансиските средства оваа година, па и минатата имаше такви, во однос на некакви институции во културата кои во изминатите 20, 30, 40, 50, 70 години биле многу значени за нашата држава. Еден наш голем деец рекол дека го подразбира светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Ако се водиме од таа максима, мислам дека Министерството за култура ја утнала работата. Затоа сме сведоци овие неколку дена откако се објави распределбата на финансиските средства по разни институции во културата и по институциите и по проектите, имаше лавина од незадоволство. Но тие незадоволства, јас лично како човек кој доаѓа од таа фела, не можам да ги прифатам од една единствена причина, затоа што беа еднострани. Односно, сите оние кои во овие неколку дена реагираа на доделените средства, реагираа затоа што нив не им доделиле, или им доделиле малку, или помалку од колку што тие се надевале. При тоа, не земајќи во предвид дека ние овде имавме јавна расправа и донесовме национална стратегија 2018-2022. Значи, никој не зборуваше околу јавната расправа, односно околу националната стратегија, каде е утната работата, секој зборуваше колку пари се поделени. Што, например, од една страна ќе речеме и разбирливо е, но од друга страна, кога станува збор за луѓе кои работат во културата, тоа е неразбирливо. Секој има право да се лути, секој има право на некакви забелешки, но јас мислам дека секој има право да размислува точно на оваа синтагма која кажав, дека светот се подразбира како поле за културен надпревар на народите. Во таа смисла сакам да прочитам неколку нешта, пред да поставам едно прашање ќе поставам. Овде имам еден куп документи. Па вели, при одлучувањето за проектите се водеше сметка за соодветно проектирање на приоритетите на Министерството за култура во насока на поддршка на проекти и активности кои го стимулираат креативниот и уметничкиот потенцијал на сите граѓани на Република Македонија, независно од нивната етничка, верска, идеолошка, политичка, социјална, родова и старосна припадност. Ова е извештај од културата, годишна програма на Министерството за култура. Кога ќе ги прочитаме овие неколку реда, одма ќе видиме дека она што ни е понудено како распределба на средства, ако сме сериозни луѓе и сериозни пратеници во овој законодавен дом, ќе видиме дека не соодействува со она што ни е понудено како распределба. Затоа пак, од друга страна, прибавив така повеќе едни наслови, ќе прочитам неколку наслови. Вели Кировски, Министерството треба да се крсти Министерство за некултура, а не за култура. Да постои закон во Македонија, досега требаше целото Министерство за култура да даде оставка. Фестивалот Пеце Атанасовски по 45 години избришен од програмата за Министерството за култура. По скандалот, Лашковска напишала, ќе поднесеме барање за надзорна расправа за годишната програма на Министерството за култура за финансирање на проекти од национален интерес. И мислам дека најдобар начин за да покажеме дали и колку сме ја утнале работата во ова, да се одржи што поскоро таа надзорна контрола, за да може
многу бауци и теми да излезат надвор. Бузалкова вели Асаф Адеми мора да си поднесе оставка, ако сам не го направи тоа, треба да го направи оној кој го назначува и така натаму, да не читам многу. За споредба, ќе спомнам две работи. Бидејќи јас доаѓам од театарот, работев во Струмички театар долги години и сега не може да бидам имун, а да не видам таму дека Струмички театар за целокупната нивна програма оваа година има добиено 3 милиони и 600 денари и 650, мислам, заедно со 150.000 за прослава на 70 години постоење театар. 150.000 дадени, пеки и така требало, не знам. А да не ми падне во очи една представа во Македонски народен театар е 4 милиони денари. Представа во Гостивар е 2 милиони и 200. Не знам во Тетово колку имали во Куманово. Сите театри уназад, кои постојат веќе 60-70, некои и повеќе години, се драстично многу скратени во однос на она што се вика финансирање на представи. Велешки театар да не го спомнувам колку е. Но исто така ми паѓа во очи театарот Комедија, најмладиот театар кај нас, кој во овие 5-6 години откако е формиран и откако постои, остварува најголем приход по основ на продадени влезници во нашата татковина. Најголем од сите театри. Севкупниот нивни годишен буџет е многу мал, за разлика од некои други. Тоа што би значило, само ќе прочитам, вели театар Комедија, Велешкиот театар има добиено 8,7 милиони и пол и 500, 2 милиони денари за 3 представи. 2 милиони денари за 3 представи за цела година. За Струмичкиот ви кажав, Антон Панов од Струмица и театарот Комедија има добиено, само да видам, 700.000 за една представа, милион и уште 1 милион. 2 милиони и 700.000 само за 3 представи. Замислете, театарот кој продава најмногу влезници во нашата држава. Значи, боде очи. Може би Министерството било во право, јас не знам, но се надевам дека таа надзорна комисија ќе донесе вистински одговори кога ќе поразговараме за тоа. Имаше некакви преписки одговори од страна на министерот и од страна на некои советници. Ја не би се сложил со таквиот начин, со тој вокабулар и со таквиот начин на одговор, сепак ние сме сериозни луѓе на сериозни места, но тоа останува до карактерната црта на луѓето, кој како мисли и зошто мисли. Долга е темата околу распределбата на парите, нема овде потреба за тоа, нити пак ќе го прашувам министерот точно за тоа, кои биле параметрите по кои се раководел. Секоја комисија таму има свој председател и мислам дека министерот треба да открие точно што се случувало и некој да понесе одговорност за ова, вака, како да кажам, недомаќинско распределување на средствата. Подолг период и во претходната власт, а и еве сега во оваа, јас лично учествував како председател на синдикат на СОНК во театар Комедија во изготвувањето, значи министре, ова е сега прашањето за вас, во изготвувањето на законот за култура, односно на колективниот договор, кој требаше да се подпише. И лично ви тврдам дека направивме еден многу добар договор, во рамките на она што се вика да се операционализираат и по опис и попис на работни места точно да се одредат луѓето и нивните дејности, односно да имаат соодветен личен доход онаков како што треба, во кој нели тие ќе се регулираат. Позитивно на оваа моја сега забелешка доаѓа што кога го изготвувавме тој закон, водевме строго сметка со едни предлози и помина најмалку 3, мислам ако не се лажам, 3 филтри, 3 пати се враќаше законот до институциите на кои е наменет, односно институциите кои ги покрива Министерството за култура, со нивни забелешки и со Министерството да можеме да дојдеме до некаков заеднички именител нели на тој закон. И морам да ви кажам дека тоа е одлично. Се надевам дека во овој период што следи, господине министер, барам да ми одговорите, кога планирате и дали воопшто планирате да направите закон за култура и да го подпишете колективниот договор во културата, имајќи во предвид дека СОНК е единствениот и вистински представник во овој момент и со бројност на членови и е репрезентативен како институција кој може да го подпише тој договор наспроти еден друг синдикат кој, како се вика, синдикат за култура, не знам точно, не знам, на Македонија, така, не знам точно, но подхитно
треба да се превземат мерки за ова. Господине министер, уште еднаш, кога планирате да подпишете вакви закон и дали, ако е потребно, да се направи јавна расправа по повод ова, за да можеме културните работници да ги сместиме точно онаму каде што треба. Ви благодарам.